Животот на еден самохран родител во државата носи со себе огромни предизвици. Поради игнорантскиот однос од страна на државата, сите политички гарнитури од последната деценија и систематските промени за целната група самохрани еднородителски семејства, утре првпат во државата ќе се организира протестен марш посветен токму на самохраните мајки, гневни од условите што ги нуди општеството, најавуваат од организацијата Една може. Утрешниот е по барање на нашето чувство, самите самохрани мајки кои се соочуваат долги години наназад со огромни неправди, првенствено од страна на институциите и државата, па барањата упатени кон државата всушност се однесуваат на правно дефинирање на термините и соодветно дефинирање на термините самохран родител и еднородителско семејство се однесуваат на приоритетно создавање на државен архив на самохраноста и еднородителството, се однесуваат на отворање на дневен центар за самохрани родители и деца вклучително. Од организацијата Една може велат дека еден од најголемите проблеми е тоа што нема унифицирана дефиниција за самохраните родители. Пачкова вели дека од Министерството за труд и социјална политика организацијата бараат да се дефинираат термините самохран родител и еднородителско семејство во соодветни закони, како што велат, на соодветен и инклузивен начин. Сега затоа застапуваме и лобираме за инклузивна дефиниција која вели дека самохран родител е оној родител кој комплетно и самостојно се грижи за своите деца и живее во заедничко домаќинство со своите деца. Тоа е дефиниција која има и Европскиот институт, тоа е дефиниција според која се дефинирани статусите на самохраноста во најголем број на европските земји, кои се слични според нашата културолошка поставеност и според законските легислативи. Една може бараат да се допрецизираат постојаните права и нивното реформулирање на законските и подзаконските акти, како и посебни специфични мерки за различни контексти на еднородителски семејства и на самохрани мајки, да се помогне на самохраните мајки за решавање на нивното стамбено прашање преку давање на социјални станови или преку стамбени кредити без камата и без учество, како и да се создаваат механизми за квалитетно вработување.